Весело летување. Прв дел. Приказната почнува. Во оваа приказка нема ништо измислено, верувајте. Се колнам во мустаките на дедовиот мачор, кој се разбира вие уште ништо не знаете. Сите овие доживувања, јарни и лоши, ги вкусив. Пропатував свет, видов чуда. Тоа го правев и најави на сон. Ако некој од вас се посомнева во вистинитоста на овие доживувања и случки, нека отиде на реката и нека го праша дедо ми. Впрочем, и јас сум ученик како и вие, па судете ми за сите работи за кои мислите дека се за суд. Моето име е Јанко или Јанкуло. Така ме викаат дома, во училиште и на сокак. Не паметам какво име му дал кумот на дедо ми кога го крштевал, но знам дека сега сите го викаат дедо Бибар. Нашето куче, познат и надалеку ценен Загар, има кратко и јасно име – Рис. Мачорот, прочуен рибокрадец, се вика Пепо. Рис и Пепо не живеат кај нас дома. Тие се подвижни од имот на дедо ми, зашто се кај него на реката. Дедо ми на реката има уште колипа од трски и рогоз, мал дрвен чун наречен кораб, две рибарски мрежи и една стара, уште од турско останата веќе рагјосана сачмарка. Дедо ми сосем ретко доаѓа во селото. Понекогаш се случува да не го видам цел месец, па и два. И тогаш ке ми текне. Како изгледаше? Знам, мустаки има, долги, извиени како рогови. Има бистри сини очи, токму како реката што е. А брада? Има ли? Нема ли? Простете, не се сеќавам. Ете, смешно е, дедо ми е, ама јас често не можам да си го замислам како изгледа од петици до глава. А да ја праша мајка ми не ми е згодно. Таа секако ќе ми рече, бре, никак веќе ни еден кога родениот дедо си го заборавил уште на живи дни, ами тогаш ти што ке знаеш? И не да речете, мал сум и не умеам да ви го опишам. Не, брате, во трето сум. Седам во последната клупа, во самото ќоше од училницата. И не сум од оние слабаците што се вели. И како смеам да дозволам да бидам слаб ученик? Нели дедо ми уште зимата ми рече? Ако го претепаш оделението, Јанкулче, обезбедено ти е 3-месечно бесплатно летување на реката. Капење 3 пати дневно, песоклива плажа и 99 нови приказни. Така, добро запамети. Ехе! Запнав од петни жили. Сите единци што ги има во дневникот ги однесов кај ковачот. Тој ги стави во огон, ги нагоре и удрича со чекан од понив. Одовде малку, одовде малци, ги свиткуваше, ги токмеше, се додека не заличија на тројки. И еве ме чист како стакло. Набра го и Јуни влезе низ прозорецот и тихо, но свечено ми шепна на увото. Друга Јанкуло, подготи си го парталот, заврши работата меѓу 4 ѕида. Сега, братко, твое е полето, реката, сонцето и... И што? И книшката со добри оценки? Па, покажи му ја на деда си Бабар, кој си и што си. Оставајќи ја зад себе и шараната клупа, училницата, училишниот двор и се она што започнува со учи, потрчав по тесниот сокак. Дома стигнав зазбивтан. Ја зафрлив торбата со книги некаде и сега не се сеќавам каде и весело и репортирав на мајка ми. Повели, мамо, гледај, и ја тутнав книшката в раце. Добро, чедо, добро, рече таа задоволна. Дедо ти веќе те чека на реката како студена вода. Ги облеков кусите панталони и шарената морнарска мајца, го натакнав до ушите стариот сламен шешир од татка ми, во шеширот зимуваа глувците, и летнав на кај реката. Одам по мек полски пат низ нивјето и се ми е некако мило пријатно. Широкото сончево поле го чувствувам како близок пријател со кого долго време се немам видено. А полето ме поздравува со златните класија на житата. Белите ради и црвените детелини од ливадите ми мафтаат, ме повикуваат на игра. Просторот е чист, сончев, бескраен. Уште оддалеку го забележав дедо ми и се загнав. Капетане, бродот е спремен, по еден час тргнуваме. Морнарите чекаат само на вашата наредба. Стариот морнар со побелени мустаки, насмеан, со долга пробелена брада, за која не се сеќавав дали постоеше, ми предаде рапорт.
До него во став мирно стоја морнарите Рис и Пепо. Врз тихо размрешканата вода се лелееше црвениот чун врзан за еден вребнак на брегот. Така ме пречека дедо ми. Потоа ме одведе во колибата и ме нагости со пржена риба. Дедо, редно би било да се искапам сега, а? Го замолив откако убаво го натапкав мешето. Не сум се капел од ланското лето, по кожата ми изникнале габи. Има време за капење, рече тој. Сега качувај се во коработ да се прошетаме низ рекава. Морав да ја исполнам неговата заповед. Веслата се полни зафати, го лизгаа чунот по мазната вода. Дедовиот кораб беше едно дебело костеново стебло, убаво издлабено, та личеше на вистинско корито. Човек што не ја познава вештината на веслањето, со такво корито не би можел да се додржи на водата ни 5 минути. Но за дедо Бибар тоа беше обична играчка. Неговото мајсторство на опитен корабар ги надминуваше сите ловци и рибари по должината на реката. Беше пладне, птиците се завлекле во своите гнезда и молчеа. Не се помрднуваше ни еден лист од рогозите и трските. Насекате беше полегнала тишина. Во сините речни вирови сонцето беше единствениот капач. Кога нашиот чун навлезе во еден мощен широк вир, од сите страни заграден со трски и шевари, забележав како од едно кошниче што пливаше по водата, излезла црна птица и падна некаде во густото зеленило. Дедо, виде ли? Тоа е кукичка што плови, гнездо од лиска, рече старецот и го упати чунот кон кошничето. Во лискиното гнездо имаше 7 сини јајца, попрскани со ситни црни и кафеави дамки. Птицата се погришила да ни направи добра вечера, се насмеа дедо. Долго шетавме низ реката. Таа тонеше во тишина, мир. Многу лотосови цветови ги шираа своите вазни. Белите латици кон небото, пиејќи ја сончевата светлина во себе. Дури на свечерување, кога се враќавме кон колибата од трските, шамаците и рогозите, се јавеа звучните гласови на птиците. Жавите закрекаа, почнувајќи го својот едноличен предвечерен концерт. Зашумолија високите водени растенија. Зашушкаа сабиестите лисија на трските. Кога стапивме на брегот, сонцето беше зајдено. Свежата јунска ноќ ги простираше своите крилја над зеленкаво маслинестата вода, носејќи на дланката бездрој распрескани светолки и звезди. Втор дел. Лакомиот кит. Кога се разбудив, сонцето беше одскокнало високо на небото. Дедо ми ја фрлаше мрежата во блештавата вода. Станав и отидов на капење. Ехеј, дојди ваму, го чув дедовиот засипнат глас. Таму не смееш да се капиш, тоа е најдлабокиот вир. Ама јас знам добро да пливам. Знаел, не знаел, тоа не ми интересира, режеше тој. Дојди кај мене, фатив риба. Испржи ја, му реков, не ми се излегуваше од водата. Ами, кој ќе ја влече мрежата, се наостри тој. Нема фајде, отидов да ја пржам рибата. Ја мерам со очи и заклучувам, добро парче, и да нема кило, ама половина под гаранција. Ја исчистив, ја ставив во тавата и набрегу пријатната миризба на пржена риба се разнесе наоколу. Дедо ми, гледам, ја влече мрежата на суво. Носам уште 5, се пофали. Сите се поголеми од првата. Испрживме уште една и седнавме да ручеме. Си ги лиже дедо ми прстите, си ги лижем и јас. Од пресна риба пржена на зејтин ништо повкусно. А ти во најдлабокото сакаш да се капиш, а? Ми подчепнува. Капење во плитко не е интересно, се бранев. Не е интересно, ама китот? Каков кит? Ги ококорив очите. Оној големиот лаком кит не насит. Каде е? Каде е? Бавно джвакајки, дедо ми почна да раскажува. Таму е, во вирот. Ова се случи во времето кога нашата река беше големо море, а јас капетан на голем брод, на кој имаше 100 морнари, и тоа само деца. Пловеше нашиот брод по она наше некогашно море, ловевме риби, пренесувавме стока на едно место на друго и ништо. Арнама на бродскиот готвач, еден ден дробејќи кромит му се насолзиле очите и излегол на палубата да го фати чист воздух.
И само што погледнал човечки, а очите му се ококориле, дотрча кај мене и ми соопшти: "Чичко капетане, гледај онаму." "Што бре да гледам?" "Шише." "Какво шише?" "Не знам какво," рече гответот. "Ми се чини дека од оранжада." "Е па што? Некоја риба ја испила оранжадата и шишето го фрлила." "Не, шишето е затнато." "Што ме така, веднаш да се извади," им заповедав на морнарите. За неколку минути шишето беше во моите раце. Го вртев, го разгледував од сите страни. Шише. Грлашникот му беше затнат со тапа. Ја извадив тапата и внатре лист хартија, свиткан и пресвиткан 8 пати. "Што ќе му значи оваа хартија?" се зачудија морнарите. "Чекајте, момчиња, ќе видиме," им реков. Ја раздеплив хартијата, си ги наместив очилота капетански и почнав да читам. Порака до сите капетани на бродови без мустаки и со бради, што пловат во води сини, капетани стари и млади. Јас, огромниот, но миролюбив господар на сите мориња и океани, им наредувам на капетаните секој ден да ми донесуваат следниот данок. Прво, 9 бродови рибчиња пред изгрев у сонце уловени. Рибчињата да бидат малечки и со што помалку коски, зашто во последно време страдам од грлобол и нема смисла да се мачам да голтам големи риби и да го вознемирувам моето почитувано грло. Второ, 9 бродови најквалитетен зејтин од маслинки, како би можел да ги пржам рибчињата, зашто во последно време страдам од забобол и лекарот ми забрани да јадам сурово месо. И трето, 9 бродови морски звезди и ракови кои ќе ми послужат како десерт по добриот појадок, ручок и вечера. Оној капетан кој што не сака да се придржува според пропишањето на оваа порака, нека знае, се колнам во својата 99 педи широка уста дека ќе му го голтнам целиот брод заедно со сите јажиња, буриња, платна, мрежи и други церемонии, заедно со самиот капетан и морнарите. А рибите, ако не се согласни со оваа моја порака, ќе ги испотепам само со половина замавнување на опашот. Ова го подпишувам лично јас, лакомиот сит ненасит. С.Р. Господар на сите мориња и океани. Додека ја читав китовата порака, околу бродот се беа начичкале сите риби и слушаа со отворени усти. Моите морнари исто така внимателно го голтаа секој збор и трепереа од страв. Неколкумина од нив дури гласно и жално воздивнуваа. Отидовме по ѓаволите, ке не голтне ламјата. Но морето околу бродот почна да врие. Рибите плескаа со опашките, се превратуваа во водата и пукаа од смев. "Зошто се смеете?" ги прашав, "наместо да плачете, сега ви останува да живеете уште неколку часа, а вие?" се кикотеа рибите. "Како да не се смееме, чичко капетане, кога китот ненасите сосем неписмен и покрај тоа не знае да брои ни до 3, а не до 9. Ами пораката, ами подписот?" се чудеа морнарите. "Сето тоа е масло на некоја писмена ајкула," рекоа рибите. Во истиот момент, некоја огромно чудовиште се приближуваше кон бродот. Од главата му извираа два огромни водоскока. Устата му беше широко отворена, со опашот го цепеше морото на две половини. "Еве го ненасит," испискаа сите стоморнари. "Готови сме." Само јас, бидејќи бев капетан на бродот, не смеев да се исплашам и затоа со многу учтиви зборови го пречекав. "Што барате, другар ненасит, од нас?" Китот плесна со опашот и грмна. "Секој оно што е капетан на брод знае што барам." Ха, почнав да се смеам. "Зар ти си писмен, другар ненасит? Зар ти ја пишуваше онаа порака во шишето?" "Тоа ни најмалку не е важно, капетане," навредено зина китот. "Јас како голем шеф на сите мориња и океани имам своја лична секретарка, ајкулата Острозаба." Што ме така, погледни долу во водата," му реков. "На крајот од оваа ортама има врзано 9 рипчиња. Касни ги нив, пробај ги, па ако ти се усладат, ќе јавам да дојдам 9 бродови." Китот, колку што беше лаком, толку беше и лекомислен. Ја рази на устата, ги лапна репчинањата со сејадици. Се разбира, беше веќе фатен. "Леле," почна да стенка и да се превиткува китот. "Овие рипчиња биле железни, ми ги скршија сите заби, ми го расекоа грлото." "Така ти требаше, ламјосана," му се смее вправо во устата. "На ти 9 бродови рипчиња пред изгрев сонце уловени.
Повели 9 бродови зетин од маслинки, еве ти 9 бродови ракови звезди. Откако од пражените риби останаа само голите скелети, заврши и приказката за големиот лаком кит ненасит. Потоа, дедо, што стана со китот? Прашав. Дедо ми почна да се продзева. Дремката му висеше над клепки. Потаму не знам што станало, рече сонливо. Знам дека нашето море не е веќе море и јас од капетан на брод станав обичен рибар. Ете тоа, а китот секако и сега живее некаде. Си испржи во колибата кога што беше долг и широк и помалку заповка со носот како стара зазбивнена локомотива. Капењето за тој ден ми пропадна. Што знам, ами ако се појави од некаде оној лаком кит ненасит, под ова небо се може да се случи. Трети дел. Пепо, рибокрадецот. Еднаш на свечерување со рис се враќавме од една прошетка низ полето. Јас одев напред, а кучето клискаше по мене. Слушаш ли, му реков, Пепо нешто сгрешил пред дедо ми. Аф, 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 весело лаеше рис. Слушам, Јанкулче, како да ми велеше. На твојот побратим му судат за злодело. Додека се приближувавме, дедо ми продолжуваше да грами и трешти. Арамиско семе прокопсано, за тоа ли си тука, а? Не ти стасуваат главите што ти ги давам, туку изгризе го павчето, грбчето, па и мевчето на рибата. А за дедото трње, така ли е Рамио Арамиска? Во една куќа почнели да се краде, тука нема слога и напредок, толку е. Влезе гјаволот меѓу нас, се мачам јас на стари години, водата ми ги багри рацеве сбрчкани, а ти на готово излапај ги рибите. А да влезеш во реката па да си ги измокриш гаките? Не, за тоа не те бидува. Ке ти покажам јас тебе правдата. Мачарот клекнал, ја наведнал главата, ги описал мустаките и само молчи. Ке молчи, ами што, кога е виновен, што ќе се брани? Дедо ми со факти му докажува. Оној ден по Благовец ти простив, си изел 2 штуклиња и тоа не најголемите. Потоа те фатив со краб во устата. Ништо си реков, од оваа куќа е, нека си касне. Ама денешно во Пепо ме здоболе. Не една, не два, туку сите риби си ги суредил. И тоа пржени, еј! Готово си помислив, судењето заврши, ама се излагав. Дедо ми потоа се сврте кон мене и се уште поголема жештина почна. Ти знаеш да пишуваш? Пишувај. А што ќе заповедате да пишувам, молам? Прашав збунето, иако во себе немав ни молив ни тетрадка. Пишувај, викна дедо Бибер, вака. Се откажувам од арамијата, безсрамникот, рибокрадецот и злосторникот Пепо. Презиме не треба. Повеќе не го признавам за член на моето семејство. Направените долгови од негова страна, а препишани на моje име и тоа од крадење, риби, колбаси, сирење, масло и сланина, не ги признавам. Се колнам во изгризаниот лињат за мускули да ме за мустаки да ме обесат на кривата врба, ако не го протерам од реката уште денес. Дедо Бибар. Откако го издиктира горното, разнервиран до врвот на палецот, дедо ми влезе во колибата по тутон. Пепо, Пепо, си шепотам јас под нос. Настапија твоите црни денови. Си го обрал бостанот уште зелен. Збор што ќе изгледа од подедовиот мустак, тоа е закон. Враќање назад нема. Помилување ич. Црни мој Пипо, црно ти било пишано. Во последно време, откако почна да ја јаде дедовата мака, мачарот се здебели и стана вистински мрзливец. Ама ни да се помрдне од колибата. Седнал, ги засокал мустаките, уште луле му недостасуваше. Истата вечерина, долу по мостот врвеа група пазарџи што се враќаа од градот. Како и да е, некому ќе те наденам, па што сака нека стане, реши дедо ми. Го зеде мачарот под мишка и се запативме кон мостот. Зајак си фатил, дедо Бибаре? Уште оддалеку го прашуваа пазарџиите. Не, зајак, море, туку нешто поарно од тоа. А што? Мачор, народе, мачор. Мачор, каков мачор, се чудеа селаните. Мачор со мустаки и со опош, ете таков, се смееше дедо ми. Па зошто ти е? Како тоа зошто ми е, го имам уште од мал. Сите глувци во полето и околу реката ги излови, па сега нема што да работи.
Ама на некој од вас му е потребен таков мајстор, нека го земе. Во 3 села глушец нема да остави, а за сирење и колбаси да не станува збор. Еден селанец кој домал немал никаква мачка, го пикна дебелиот Пепо во една вреќа и благодарен си замина за селото. Да му ја видиш среќата, му повикна дедо ми, а мене Шерицки ми штракна со едното око. Ете така останавме без нашиот Пепо. Кој ќе го погледнеше неговото празно место во колибата, дедо ми тажно ќе воздивнеше. Ја претеравме мачоври, и јас и ти. Се разбира, јас ниту го напишав огласот со кој дедо Бибер се откажуваше од својот мачар, ниту го испратив да се отпечати во вестниците. Но речено меѓу нас подобро сум направил. Зашто не поминаа ни 3 дни од горната случка, кога да ти го видиме Пепо седи на прагот од колибата. Се накостреше дедо ми, како уште да не му поминала лутината, ма сепак левиот мустак одве забележливо почна да му се мрда од некаква внатрешна скриена радост. Разбойник, зари таму стори пакос па те избрка, почна да му вика дедо ми. Ми го поганиш името, погана семе скитничко. Околу вратот на мачерот имаше нешто врзано. Погледни, дедо, да се знае прочениот арамија во 9 села, рече старецот. Белек, ами како? Не е белек, дедо, туку книжа свиткано. Ајде, прочитай што е напишено, се интересираше старецот. Тоа е некоја изјава на благодарност, мајсторот наш честно си извршил задачата. Ја одврзав белешката од мачоровиот врат и со мака почнав да го читам искривениот ракопис. Дедо Бибаре, алал ти вера за мајсторот. Раме му нема помрзливост. Глувците му ги скинаа и мустаките, а тој не да се помрдне од место. Само ноќе лови. За оние 3 дни во 30 куќи ги снема колбасите. Заради него 30 села не ми дадаат кај судијата за прекршоци. Срамота од тебе, Тодоре, ми велат, не си го прибираш мачерот. И што ќе се расправам јас? Еве ти го па расправај се ти со него. Нека ти е жив и здрав, Тодор Долномалец. Под подписот на пишувачот на овие редови, скривени и нејасни како дожлив ден, стоеше и отпечаток од неговиот голем и широк палец како доказ дека самиот тој го напишал писмото. Дедо ми ја заниша главата во знак на чудење. Овој ајдук нема никогаш да се поправи. Ама, ајде, ќе го потрапам уште малце. 4. дел. Убавиот бел брод. Последните денови рибарската среќа на дедо ми почесто му се насмевнуваше. Но уловените риби да не станат пред на дебелиот мачар, тој ми рече. Јанкуло, синко, мораш да чуваш стража. Јас веќе не им верувам ни на своите очи, а камоли на Пепо. Ако не го вардире, пак ќе ја гризне најубавата штука, ќе не суреди. Се согласив безусловно, што можев друго. За да ми минува времето полесно, ја спуштив јадицата во вода, седнав на брегот и чекам. Со едното око гледав по плутото, а со другото го меркав мачарот. Мрдни мајчин сине на кај колибата, па ќе видиш кој сум и што сум. Ама Пепо тој ден беше безпрекорно дисциплиниран. Од пропатените денови во прогонство му дошол умот. Сега настојуваше да си го поправа поведението пред строгиот учител дедо Бибар. Се оптегнал во тревата и врти невидливо вретено. Врн, 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 крој некакви планови, во чија тајна никој не е способен да продре. Окото што ја следеше јадицата не дава никаков знак за узбуна. Плива тапата, плива како да не мисли никогаш да пропадне. Во таа река или изумреле сите риби, или се заситени, па не им се јадат црвчиња. Или пак сите до една се сместиле во торбата на големиот кит ненасит. А не е чудно, може би една по една дедо ми сите ги изловил. Не сум ти јас роден за рибар, братко, си размислувам, ама сепак потено очекувам некоја риба да загризе. Долго време така со трската седев меѓу колена, една педа забуцана во земја и чекав. Риби нема и нема. Издо девноца полеска почна да се прозева околу мене. Почна да ми се качува од петите нагоре, ми го зафаќаше целото тело. Нема крај тоа чекање. Сонцето плиснало над мене топлина, па кротко ме гали и успива. Ме доаѓаат некакви пријатни мисли. Некој ми се обисил на клепките и не ми дава да гледам. Прво се затвори оно око што стражареше над мачерот, по него и другото тонеше на заоѓање.
И што си помисливте? Сум заспал ли? Па не, братко, какво спиење? Некако одеднаш се најдов на еден убав бел брод. Ни многу голем, ни пак мал. Јас и морнар и капетан. Гледам наоколу, а нашата мала река се шири и веќе не е река, докаде што ми допира погледот само вода, сина и огромна. Брег не се гледа никаде. Она некогашно старо море од времето на дедо ми се врати, помислив. Погледнувам во трската од јадицата, се задебелила како греда. Најлон конецот станал цела ортома. И тие се нашли на бродот заедно со мене. На палубата од мојот брод се обтегнал Пепо и со онива далечни времиња. На командантниот мост застанал Рис. Испитувачки загледам во бескрајното водено пространство. Помислив, добре е што не сум сосем сам. Рода не рани, ама тешко на оној што го нема. Одеднаш забележав како ни се приближува некакво огромно чудовиште. Од главата му прска цел водоскок. Полека и достоинствено ја сече водата. Аф, јавува Рис. Се приближува опасност, капетане. Сврди го бродот на другата страна, зашто ова чудовиште може да не лапне како обично кебапче. За свртување нема време. Пред бродот застана лично лакомиот сит ненасит. Ме гледа тој мене, а јас него. Што бараш, другај ненасите, од нас? Секој капетан на брод знае што барам, грмна китот, а ти, млад капетане, сигурно веќе си дознал од некого за мојата порака. Ха, смејата само ми завира во грлото и заклокоти како зовриен котел. Зар ти си писмен, другар ненасите? Зар ти ја пишуваше онаа порака во шишето? Тоа ни најмалку не е важно, момче, налутено ми врати китот. Јас имам своја лична секретарка и кулата Острозаба. Кога е така, погледни долу, му реков, на крајот од оваа ортома има врзано 9 рипчиња. Пробај ги, па ако ти се усладат, ќе јавам да дојдат 9 бродови. Китот, колку што беше лаком, толку беше и лекомислен. Ги лапна рипчињата со сејадица и стана мој заробеник. Каде си, бе, дедуле мој, стар капетане, си мислев да го видиш твојот страшен кит, како јагне кротко го сторив. Ке ти го донесам право дома пред колибата, па тогаш ке има и за нас и за 300 пеповци. Дедо ми на китот му се смеело од страна, а јас право во очите. Додека си дрдорев самиот на себе си, уловениот кит почна да се превртува во водата, да клокоти, да испушта цели водоскопи. Потоа со ортомата во устата, како да беше впрегнат во некоја чудна кочија, летна да бега. Си мислеше кутриот дека така ќе се спаси. Плива китот и го влече со себе бродот. Каде ли ќе не однесе, почнав да се плашам. Се вртев кон куќето и мачерот. Дори сега го обравме бостан од другари морнари. Ама морнарите ни да трепнат. Тие уживаат во брзото возење по водата, како да тргнале на обична прошетка. 5 дел. Земја на зрели банани. Колку време сме се носеле со таа луда трка, не знам. Знам дека сонцето зајде, по него изгреа месечината, но ете и таа се токми да се скрие. Го знам уште и тоа дека утрото го дочекавме крај непознат зелен брег, зад кој се црнееше густа непроодна шума. Бевме гладни и жедни, а на бродот немаше ништо за јадење и за пиење. Веднаш се искрцкавме на непознатата земја. Прво јас, а по мене Рис и Пепо. Треба да го кажам и тоа дека мразливиот и предпазлив мачар последен го напушти бродот. Снаоѓајте се кој како знае, им реков на моите четврножни морнари, а јас се упатив кон првото дрво, по чии гранки висеа зрели банани. Мојата среќа имаше краток век. Само што отчекорив и... До мене се допре блиско и застрашувачко ржење. Се здрвив на место. Што ли може да биде тоа? Кога погледнав подобро, имаше што да видам. Се некои мои стари познаници, но не би рекол пријатели. Зборот пријатели, рака на срце, овде не би можел да го употребам. Стоја така наредени како за свечен пречек, слонот без сурла, жирафата на 2 нозе, лавот без очи. Зад нив во реката лежи крокодилот без заби, а во гранките на едно широколисно дрво седи црнче со пушка. Ене го Јанкуло, дојде Јанкуло, замумла сонот без рула. Дојде да си ги расчистиме сметките.
Косата на глава до влакно ми се крена. Па тоа се животните од мојата читанка, исто такви какви што ги оставив дома, во торбата. Лесно беше на нацртаниот лав да му ги ископам очите со молив. Уште полесно на крокодилот да му ги истружам завите со ногти, а на слонот да му ја скинам сурлата. Ама кога ги видов живи ми се подсекоа клепките. Нема спас, си реков. Го фатив најдебелиот крај. Ме гледаа тие, ги гледам и јас. По некое време лавот, царот на џунглата, заповеда. Ако сте сигурни дека тоа е Јанкуло, фатете го, доведете го кај мене, јас ке му судам. Тоа е Јанкуло, од глава до пети, тажно рече жирафата. Само јас со две нозе не можам да одам. Без сурла и јас не можам да го фатам, слонот му се извини на својот цар. Од очите на крокодилот се истркалаа две крокодилски солуси. Процеди. Ах, да имав заби, веднаш ке го зграбев, ама без заби ништо. Лавот настојуваше. Покажете ми каде е, јас сам ќе го фатам. Пред тебе е слеп господар, му покажуваат другите животни. Лавот полека почна да ми се приближува. Се тресев од страв, но немаше каде да бегам. Меѓутоа спасок дојде од ненадеж, како да падна од небото. Чекај, чекај, царе, рече црнчето, во чии раце бев нацртал пушка. Тоа се спушти од дрвото и додаде. Чекај прво да видиме кој е виновен. Слепиот лав застана. Црното дете ми приди и ми ја подаде раката. Здраво, Јанко. Здраво, измрмори взбунето. Очекував дека ќе почне да ме прашува за здравието, за новостите кај нас и за други помали и поголеми ситници. Наместо тоа, Јумбо, така се викаше црнчето од приказната во мојата читанка, почна да ме испитува како вистински судија. Зошто му ги извади очите на лавот? Во приказната, каде што живееше тој, се раскажуваше дека начекал од заседа тројца патници и ги раскинал ни криви ни должни. Ете затоа му ги извади в очите, да не гледа и да не ги напаѓа мирните луѓе, одговорив. Тука си имал право, рече црнцето. А зошто му ги искружи забите на крокодилот? Без заби тој не може да се храни. Не е чудно ако еден ден, место грбот на водата му се појави стомакот. Така е, се прозевна крокодилот. Што ти пречеа моите заби? Убавите приказни ти ги правиш страшни. Секогаш ги покажуваш своите заби, а од нив се плашат децата крокодиле. Тука си постапил умно, рече црнчето. Ами, имаше ли причина да ги сечеш нозете на жирафата? Јас не ги секов, Јумбо. Незините нозе ги изеде еден тигар. Така пишува во приказната. Значи, тигарот е виновен, рече црнчето. А какво оправдување ќе најдеш за сурлата на мојот слон Бонго? Тој е толку мирен и добар слон, никому зло не му сторил. Ах, така е, Бонго е добар слон, реков и на брзина смислив една лага. Некаде и лагата помага. За сурлата на Бонго држи го за мустак дедовиот мачар Пепо. Еден ден, додека ја читав приказната за слонот, дојде тоа Рамија од некаде, се загледа во слонот, па мислејќи дека е глушец, скокна врз него и со ногти му ја скина сурлата. Ако зборуваме право, таа сурла помалку и личеше на глувчешка опашка. А мојата нога? А мојата нога? Чув дречлив глас некаде од тревата. Зар има какви приказни во кои папагалот треба да биде само со една нога? Ах, верно е, него и папагалот, ама од него ич не се плашев, затоа сосем дрско му одговорив. Да имаш завршено само прво оделение, ќе знаеш дека има и такви приказни, но ти, дрдорко, сосем си неписмен и затоа влегош во такви приказни каде што треба да бидеш само со една нога. Не сум влегол во ни една приказна, врескаше папагалот. А их, ти мене ки ми солиш памет, па ете, и во ова приказна си таков. А дали во приказната стои дека мене ки ми изникнат нови заби? Праша крокодилот. За тоа ќе видиме, реков. Приказната уште не е завршена. Ако бидете добри од сега натаму, тогаш и приказната може убаво да заврши. Не е вистина, врескаше папагалот. Но Јумбо, црното другарче, им свика на животните да бидат мирни. Потоа им објасни дека јас воопшто не сум виновен и дека треба да ме ослободат. Не може така да мине, заража лавот. Тој ги расипува убавите приказни, ги сече каде што се неинтересни.
Нека ги врати моеве очи, забите на крокодилот, нозете на жирафата, сурлата на слонот, едната нога на папагалот, па тогаш ќе го пуштиме. Ако не го стори тоа, на ово дрво ќе го обесиме. Силно се исплашив, ама во последниот миг ми блесна одлична идеја. Во джебот ми се најдоа неколку дрвени бојци и веднаш им реков на животните од џунглата. Сакате ли да ви ги нацртам оние делови што ви недостасуваат? Ви уверувам дека ќе бидат побави отколку што биле. Сакаме, грмнаа сите во еден глас. Тоа ќе биде прекрасно, се согласи и Јумбо. На лавот му нацртав црвени очи, големи како фарови. На жирафата бели нозе. На крокодилот зелени заби, а на слонот Бунго жолта сурла како голема зрела банана. А мојата нога, пак се јави папагалот. Ах, за твојата нога не ми остана ни една боичка, реков. А дали сакаш да ја ти ја нацртам, со молив? Нацртај ја со што било, само да ја имам, се согласи папагалот. Кога се беше готово, црнчето Јумбо се кинеше од смеа. Ха-ха-ха, за прв пат гледам слон кој на место сурла има толку голема банана. Жирафа со којски нозе, крокодил со лубеници во устата место заби. Но важно е што се сврши доубаво. На разделбата тие ја искажаа својата благодарност, а Јумбо ми подари полна кошница банани и кокосови орови. Среќен пат, Јанкуло, викаше црнчето. Кога ќе стигнеш дома, напиши ми писмо и испрати го по ластовичките. Ако не ми ја знаеш адресата, запиши ја. Топол африкански брег, земја на зрелите банани. За Јумбо Главотумбов, племе Палмов лист. Само што се приближив на кај бродот, гледам се прибираат и моите морнари. Мачорот пред себе тера цело стадо глувци. Млау! За долг пат е потребно весело друштво, ми вели. Ги сучи мустаките и шерицки се поднасмевнува, онака како што може тоа да го прави еден мачор. Кучето пак подбрало цел облак зајаци. Аф, нашиот дедо има голема нива со зелти, вели. Ме прати да ве поканам, таму ќе живеете без страв, сити и задоволни како бубрек во лој. Само што стапнавме на бродот, китот ненасик пак го повлече кон отворената морска шир. Дел 6. Бродолом. Усетувам, ми се врти во главата. Сигурно тоа е од бразината со која плови нашиот брод. Погледнувам пред себе и страф ме опфаќа. Над бескрајното море се трупаат црни облаци. Почнува да дува ветер. Мирната водена површина се размрешкува. Од прво полека, ребресто, а потоа се посилно и посилно. Одеднаш се стемни. Мракот како да се цедеше од густите црни облаци. Не очајувај, капетане, не плаши се насрчувам сами од себе си. Под дождот секогаш изгрева сонцето. Силниот ветер тркала големи гривисти бранови. Брановите си играат со бродот како да е ореова лушпа. Морето побеснело. Не се знае од каде завршува вода, а од каде почнуваат облаците. Се е испомешано и претворено во густо тесто од темница. Само напати далечен гром ќе се скрши над некој бран. Трах, тах! Црвени змии се вкрстосуваат, ги сечат облаците. За миг осветлуваат бразда пена и пак се заклопува темнината. Простете се од животот, другари морнари, им велам на Риси Пепо. Испејте и молитва на по еден зајак и глушец пред смртта, зашто и онака не ви бега пеколот. На сечилото на една светкавица го здогледав дедовиот ајдук, згрчен меѓу некакви буриња. Ноктите ги забил во штиците од палубата и очајнички се опир на збеснетата бура. Сиот е воден, омрлушен, жален. Мрлау! Глувците ги однесе ветрот, тагува тој. Нема со што да се ги намрсна мустаците. Ако останеме живи и здрави, ќе има и за тебе една педа сала од китовиот грб, го утешувам. Кучето лае. Аф, зајаците ги фатиле далгата. Ќе останат дедовите зелги неначнати, му се смеам. Ветерот се повеќе се засилува. Распенетата вода се тркала. Бучи, рика како 300 локомотиви да трештат околу нас. Светкавиците зачестуваат. На нивната светлина видов како моите морнари исчезнаа во расклокотениот вулкан. Ветрот
напнува со сета сила да ме однесе во морето. Јас се држам за некакво јаже. Ми се причини дека се вртам во круг околу себе си. Во главата се повеќе почна да ми се мати. Одеднаш плисна пораен дош. Некој, како со нож да ги беше расекол облаците. Се истураше дождот од нив неба, и целото море беше превртено наопаку. Што се случи со мене? Ја загуби врската со морето, со бродот. Дедо ми ме држи за раката, зад неговиот грб во трските ја надзирам колибата. Над полето сонцето ја плиснало својата срма и денот е толку прекрасен, мил. За малку ќе се удавеше, рече дедо ми. Си заспал? Сум паднал од бродот, реков, уште убаво нерасенет. Требало да не паѓаш, се насмеа дедо ми. А каде е белиот брод? Потонул. А китот? Сигурно се вратил во она големо море каде што се родил. Мачерот и кучето се удавија, му објаснив на стариот. Знаеш, фати страшна бура. Тие паднаа од бродот и исчезнаа во брановите. Тие се вратија пред тебе, рече дедо ми. Добри пливачи се успеали да се спасат. Ама јас бев капетан на бел брод, дедо, разбираш? Разбирам, синко, јас бев, ама сега не сум, рече тој и ме поведе кон колибата. Чекај да си ја земам јадицата. На јадицата се беше фатила една голема водна желка. 7 дел. Воздушна битка. Следното утро седев пред колибата и размислував за вчерашниот ден. Вистина ли беше сето тоа или пак само сум сонувал? Отидов кај мачерот да се уверам. Ајде, Пепо, испреди низ мустаките сказна за вчерашната авантура. Мачерот се оптегнал во топлата трева, мижи и си мрмори нешто. Мр. Важно е дека останал жив и здрав, а другото е ветер и магла. Тој мрзлевец, на ништо не се сеќава. Отидов кај кучето. Заколни се во изглодана коска рис дека вчера патувавме со брод по море, дека бевме во Африка, дека доживеавме бродолом. Аф, лаја рис и пријателски ја врти опашката, како да ги потврдува моите зборови. Се загнав кај дедо ми. Јас не сум сонувал, дедо. Сето она што се случи вчера беше вистина. Ама што тука весь ден ми дрдориш, подналутено ми свика дедо ми, не можејќи да ме разбере што му зборувам. За вчерашното патување, мислев дека сум сонувал, му објаснив. Па кој ти вели нешто за сонување, се лути старецот. Сонувај си ти колку сакаш, тоа не е забрането. Пак не ме разбираш, дедо. Јас вчера вистински ли патував или само сум сонувал? Тој се подзамисли, помалку рече. Штом те немаше на овој свет, значи дека си патувал во некоја позната, а можеби и непозната земја. Додека ние се расправавме и препиравме, над колибата кружеше голем орел. Го има видено и порано, често се виеше над реката. Него големиот орел, дедо, му покажав, кружи над колибата. Гладен е, бара нешто за јадење. Не плаши се, нема да ја крене колибата, се насмеа дедо Бибар. Орелот за миг ги собра крилјата и стреловито се спушти надолу кон земјата. Потоа чувме исплашено врескање, шумно и силно плескање на крилјата и грабливецот пак се крена во воздухот. Во канчите држеше некакво сиво клобо. Пронашол зајак на спиење, рече дедо ми, не отргнувајќи ги очите од птицата. Кучето бесно залаја по одлетаниот крадец. Та токму од колибата ли спиел тој зајак? За рис него намирисал пред него, се чудев. Што знаеш, може и да не е зајак, се колебаше дедо ми. Навистина, може би е нешто друго. Тогаш јасно и гласно го чувме познатото мјаукање на дедовиот Арамија и ребокрадец. Тоа со мустаките и опашот, лично и стопати сигурно во канџите на орелот беше мачерот Пепо. Отиде мојот мачер, загрижено простенка дедо Бибар и се стрча во колибата да ја земе пушката. Вештиот морнар Пепо знаеше да биде и добар пилот. Не му се предавеше лесно на орелот. Започнаа крвава битка во воздухот. Кога орелот ќе замавнеше со сечливиот клун да го удри во глава, мачерот му оскавично ги зариваше забите и ноктите во градите на крилестиот разбойник. Низ воздухот се разлетаа пердови како да паѓаше сив снег.
Држише, ајдучи се старо. Дедо ми страстно навиваше од страната на мачерот. Немој да ме посрамотиш. Ако не го победиш орлиштето, рам да ти се сите крапови, белвици, лињаци и штуки што ги јадеше досега со дозвола и самоволно. Не баре насрчен од дедовите зборови, мачерот му оскавично почна да го каса својот непријател каде што ќе стигнеше, откинувајќи цели парчиња месо. Удираше орелот со крилја, со клун, ама силите му беа на искап. Во тој момент, без да нишани, дедо ми пукна со пушката. Исплашен од истрелот, распердушен и распратален во јуначка воздушна битка, орелот одвај ги отпавка тешките крилја некаде зад раката. А мачерот, како вистински падобранец, тупна на тревата пред нас и тоа на нозе. За ова јунаштво ќе добиеш крапче и пол, рече дедо ми. 8 дел. До гледање весело лето. Времето течеше брзо како водата во реката. Дојде август. Тихо и спокојно се шеташе низ полето. Мил патник, добра душа. Им шепотеше нешто на оризовите класија, а тие ниско ги веднеа своите златни венчиња и зрееја. Одеше низ нивјето со пченки и ги галеше со својата топла рака. И пченките зрееја. Зрееја сите плодови по нивите и по градините. Се почнуваше да пожолтува. Се прелеваше во златести и волшебно убави бои. Полето личеше на топла сончева приказна без зборови. Над реката, над полето, над сиот свет докаде што допираше мојот поглед, трепереше златната пајажиња на сонцето како на јубава рибарска мрежа. Во август од некоја поголема река доаѓаа краповите. Беа големи, чисти, со златни крлушки. Тогаш дедо ми имаше најубава работа. Ги фрлаше мрежите во водата празни, а ги извлекуваше на бабрени, тешки, полни со крапови што препелкаа. И се повеќе ја сакав реката. Долго не излегував од незините бистри сини вирови, полни со риби и сонце. И се повеќе жалев за летото што одминуваше полека со бавни тихи чекори, со првите тажни чрчорења на ластовичките што се приготвуваа за далечен пат. Веќе го наслутував и оној ден во кој требаше да се вратам во селото. Во тихите августовски вечери до доцна не можев да заспијам. Тука покрај колибата плискаше реката. Штурците стругаа, жабите крекетеа и птиците пееја. Потоа гледав во небото. Тоа никогаш не било толку широко и сино, начичкано со звезди. Месечината ја посребруваше реката и полека пловеше по неа, сејќи им безброј соништа на заспаните деца во светот. Ех, колку прекрасни беа тие вечери. Едно утро, дедо ми ја подаде кошницата полна со лињаци, што се прелеваа во многу светли бои. Тажно и замислено си ги сучеше мустаките. Јанкула мој, дојде денот на разделбата. Видов трепереше. Во грлото како да му беше заглавена некаква гртка. Зар толку наеднаш? Тече времето, чедо, како реката што тече. И јас бев некогаш дете, потоа станав капетан на брод, а сега обичен рибар. А колку време поминало од тогаш, гледаш, животот си оди. Многу лета изврвеле, па и ова, и за секоја од нив тагата е поголема, а болката посилна. По полските патишта и коловозниците крцкаа полните коли на септември. Дрвјата ги расчешлуваа пожолтените коси. Утре пак ќе го чуем трепетниот глас на звончето. Цинцан, цинцан, цинцилин. Босоноги немирници, поцрнити од летното сонце, со полни пазови, доживување и многу нови приказни, пак ќе се собереме во училишниот двор и однова ќе ја почнеме жестоката битка со книгите. Така ќе биде утре. А сега, денешниот ден е последен од веселото лето. Зад мене остана реката, зелениот брег, мачарот Пепо, кучето, колибата од трски. Зад мене останаа толку прекрасните сончеви денови. Дедо ми долго ми мафташе со брадата, за која ни денес не се сеќавам дали ја имаше или не. Догледање весело лето до идното лето. Догледање добра дедова реко. Прошепнав, не свртувајќи се назад. Во Колешино Скопје,
1960 до 1966.